Иако нема повеќе ризик од нови обилни врнежи од снег, сепак ниските температури кои што се очекуваат во текот на ноќта и во наредните неколку дена може да направат проблеми на коловозите и секако да влијаат негативно по здравјето на луѓето. Состојбата во Македонија со невремето, предизвикано од неповолните метеоролошки услови, што според проценките на надлежните служби ќе продолжат и во наредниот период, е генерално стабилна со сериозни предизвици што се на видик и со се уште актуелни можности за негативен развој на настаните. Ова е главната оценка на денешната пресконференција на Управувачкиот комитет за кризи, на која што портпаролот на владата Александар Ѓорѓиев рече дека надлежните служби прават се што е во нивна моќ на централно и на локално ниво за да се надминат предизвиците со кои што се соочуваме. Се уште се на сила, се уште имаат влијание оние ризични фактори кои што беа најавувани во текот на претходните денови, со тоа што тежиштето денеска и во следните неколку денови од ризик факторот снег, кој што беше доминантен во претходните 2 дена, сега преминува на ризик факторот ниски температури, односно студено време, што од своја страна пак предизвикува потенцијал за определени ризици, остануваат на сила препораките, законските обврски за движење во сообраќајот со почитување на сите законски прописи, со задолжително носење, поседување на зимската опрема. Според Надица Вчкова од Центарот за управување со кризи, магистралните и најголем дел од регионалните патни правци се проводни во зимски услови и отежнато. Оние места кои што се на повисока надморска височина се непроводни. Во некои општини имаме такви места, тоа се во општините Ранковци, Штип, Струга, Куманово, Чучар, Сандоево и во некои други општини кои што се наоѓаат на повисока надморска височина и вообичаено во текот на зимскиот период се отсечени. Освен авионскиот и железничкиот сообраќај се одвива редовно, освен од синоќа од 21 часот, поради наносиот снег, железничкиот сообраќај на пругата Велес-Кочани не се одвива. Забрана за тешки товарни возила, според Вчкова, во моментов има само на планинскиот превој Маврово, но состојбата се менува во зависност од временските неприлики. Според Марија Анастасова од службата за итна медицинска помош на град Скопје, бидејќи денеска е неработен ден и се следат препораките од страна на граѓаните, нема сообраќајки и фрактури на пат од движење. Во денешниот ден, во периодот од 8 до 15, се извршени 40 интервенции, со тоа што сакам да нагласам дека бидејќи денеска е неработен ден, движењата на граѓаните се намалени, а и препораките најверојатно ги следат, така да немавме ни една сообраќајка во подрачје на град Скопје, нити пак фрактури како последица на патот движење. Според надлежните институции, сите екипи на локално и на централно ниво се на терен и се подготвени веднаш да реагираат доколку има потреба.